Компанијата Google ја представи новата платформа Gemini Intelligence, која носи напредни можности за автоматизирано извршување задачи на Android уредите, но функцијата нема да биде достапна за сите корисници. Според официјалните информации, поддршка ова лето ќе добијат само новите модели Pixel 10 и Samsung Galaxy C26, додека се очекува да пристигне и кај престојните преклопни уреди на Samsung. Причината се строгите технички барања. За користење на системот потребни се најмалку 12 гигабајти работна меморија, поддршка за напредни модели на вештачка интелигенција, моќен процесор и долгорочна софтверска поддршка. Ова значи дека дури и дел од сегашните премиум Android уреди нема да можат да ја користат новата технологија, а Google засега не открива дали листата на поддржани уреди ќе се прошири во иднина. Американската вселенска агенција НАСА ја менува стратегијата за програмата Артемис. Наместо слетување на месечината, мисијата Артемис 3 ќе биде насочена кон тестирање клучни технологии за идните патувања во длабоката вселена. Според новите планови, леталото Орион со 4-член екипаж ќе остане во ниска орбита околу Земјата, каде ќе се тестира координацијата со повеќе вселенски системи. Мисијата ќе вклучи проверка на системите за животна поддршка, снабдување со кислород и вода, како и прво демонстративно дополнување гориво меѓу две летала во орбита, технологија клучна за идните мисии кон Марс. Во тестирањата ќе бидат вклучени и системите на компаниите SpaceX и Blue Origin, кои развиваат летала за идни месечеви слетувања. НАСА потврди дека првото човечко слетување на месечината во рамки на програмата сега е одложено за мисијата Артемис 4, планирана за 2028 година.